Социјално-економската состојба во државата не е промената и синдикатот замрзнатите цени на основните животни продукти ќе бара да останат и понатаму. За нив овој период е критичен за преживување и со целата сила ќе ги притиснат надлежните цените да останат контролирани. Мислам, ние како синдикат ќе разгледаме таа состојба и најверојатно ќе реагираме по овие моментални состојби кои што се, бидејќи тоа нагло ќе почне да пораснуваат цените, кој што гледаме веќе почна економска криза, почна парното да поскапува, почна и други некои намирници кои што се најавуваат дека ќе се покачат, а веќе со минималната кошничка гледаме дека веќе фалат со две минимални плати, фалат веќе цирка 4700 денари. Со оглед на разнишаната доверба и животниот стандард, кој за голем дел од граѓаните воопшто не е достоинствен, тие исто така очекуваат цените да останат недоприни од производителите и трговците. Треба да бидат замрзнати, ама пред време требаше да ги замрзнат. А они качија се живо и сега замрзнуваат ги. Во е криминал голем. Да. Па оти нема пари. Треба. Зашо ние пензионери, пензија слаба. Од друга страна, производителите тврдат дека државата кон нив прави голема неправда одредувајќи им цени кои за нив не се пазарни и ги носат во директна загуба. Сегашните цени на гасот, струјата и работната рака никако не одат во прилог на производителите и овие мерки за нас се не само штетни, туку можат да бидат и катастрофални. Бараме одмрзнување на цената на лебот и белите пецива најбрагу што може. Порача од мелничко-пекарската индустрија. Во вака крајно спротивставени видувања за состојбата со трошоците за животот една и трошоците во производствениот процес од друга страна. Незадоволството е неизбежно, исто како и последиците по некои, што во ваков случај е најдобро за сите. Да и во следниот период државата донесе мерка за замрзнување на цените на екзистенцијалните производи, особено оние најбитници како што се лебот. До кога ќе издржат производителите, значи тие се веќе на работ на издржливоста, бидејќи некои веќе можно е да работат со загуба, но освен замрзнувањето на цените, значи обврска ќе биде сега на државата да ја покрие таа загуба.